Тој меморандум всушност ќе ја зацврсти нашата досегашна соработка со оваа еминентна невладина организација, а целта на меморандумот е всушност и исклучување на договор со кој што Хабитат ќе превземе обврски да финансира еден детален урбанистички план, конкретно за локацијата Османов Рид во општина Куманово, и тоа е популарно наречената локација во Куманово, што ние нарекуваме спротив спомен Костурница, каде што имаме голем број на наши сограѓани, кои што најголем дел од градбите се изградени, но исто така имаме и голем број на слободни парцели кои што се предмет на интерес за градба, поради тоа што овој дел на градот не е урбанистички решен со детален урбанистички план. Мене ми е мило што Хабитат како невладина организација ќе ни излезе во пресет и ќе финансира еден таков детален урбанистички план. Тука не завршуваат нашите активности со оваа невладина организација. Во минатото имавме одлично искуство во делот на реконструкција на фасадите, во делот на енергетска ефикасност на објектите, и тоа фасади на колективно домување или стамбени згради, и веќе во втора фаза ќе разговараме за продолжување на таквиот проект, се со цел да дадеме можност на станарите кои што живеат во стамбени згради, а немаат енергетска ефикасност, да влезат во овие постапки. А во иднина планирам да излезам пред Советот, да дадам предлог и општина Куманово да субвенционира дел од тие средства кои што ги инвестирани во самите тие колективни живеалишта, се со цел да им се овозможи на граѓаните за пониска цена и подобри услови да добијат што поквалитетна изолација и енергетски ефикасен објект каде што ќе живеат. Ние со овој проект ќе правиме и други активности во општина Куманово, бидејќи ова е дел од една поголема кампања на меѓународната Habitat for Humanity International, значи светска кампања која што се нарекува Домот еднаквост. Ние така ја преведовме на македонски. Кампањата е 5 годишна и треба да придонесе да се покрене свеста за домот како основа за понатамошен развој на луѓето во економски, здравствен, образовен и друг аспект. И мене ми е мило што долгогодишната соработка со Куманово ќе ја продолжиме и на оваа тема и ќе работиме малку повеќе да ја подигнеме свесноста и на локалните власти за вклучување повеќе во донесување на политики и закони кои што се однесуваат на подобрување на условите за домување. Посебно за маргинализираните групи на граѓани, или ако можеме така да ги нарекуваме, за лицата кои што живеат во несоодветни услови. Тема на кампањата е токму тоа, да се подобри домувањето на лицата кои што живеат во несоодветни услови.